Почитувани присутни, почитуван професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот Свети Кирил и Методи, почитувана професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувана професор доктор Намита Субиото, почитувана професор доктор Даниела Костадиновиќ, почитувани професори, студенти, учесници на семинарот за македонски јазик, литература и култура, почитувани влюбеници во македонскиот јазик. Добро дојдовте на промоцијата на зборникот од првата зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Голема чест е што во оваа година на важни јубилеи, како 100 годишнината од раѓањето на Конески, 75 години од отварањето на катедрите за македонски јазик и македонска книжевност на Филолошкиот факултет во Скопје, 45 години од отварањето на лекторатот по македонски јазик во Москва, 35 години од отварањето на лекторатот во Истанбул, започнуваме една нова традиција како првата зимска школа по македонски јазик, литература и култура, која што беше одржана 25 јануари до 5 февруари 2021 година. Имавме 52 учесника од 16 земји. Секако се одржуваше на далечина и ова е навистина импресивен број за пријавени, затоа што сите сакаат да се во живо, но и покрај тоа што овој настан се одржуваше на платформата Zoom, имавме многу заинтересирани. Исто така, покрај почетното, средното и напреднатото ниво за јазик, некои од учесниците ги следа и групите за литература и преведување. И нивниот плод се гледа токму денес во зборникот Конески на 11 јазици. Мислам дека самиот наслов кажува се. Го поканувам ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Никола Јанкуловски, да се обрати со својата поздравна реч. Благодарам. Почитувани професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, директорка на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИ. Почитувани промотори, професор доктор Намита Субиото, филозофски факултет на Универзитетот во Љубљана, Република Словенија, и професор доктор Даниела Костадиновиќ, филолошки факултет на Универзитетот во Ниш, Република Србија. Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура како значајна алка на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и како една од релевантните институции што се дел од националната платформа на нашата држава за одбележување на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески во оваа 2021 година е полн со новини токму во чест на тоа одбележување. Така, првата новина беше организирањето на првата зимска школа, што одлично се вклопи во целокупната национална платформа. И како што Конески ја везе својата песна, истакнувајќи при тоа два конца парај од срцето драги, едниот црн е, а другиот црвен, едниот буди морничеви траги, другиот копнеш и светол истрвен, така Универзитетот Свети Кирил и Методи преку тој настан и преку овој настан, тоест преку промовирањето на зборникот од таа прва зимска школа, ја допишува својата историја. На првата зимска школа, што се одржа во периодот од 25 јануари до 5 февруари, учествуваа и 47 стипендисти, семинаристи од 15 земји, најголемиот број од регионот како Грција, Турција, Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, но и други европски земји како Унгарија, Чешка, Полска, Франција, Италија, но и од САД и Канада. Сите работеа со полна пареја и сите преку своето учество на првата зимска школа станаа првата генерација семинаристи што изучувањето на македонскиот јазик, литература и култура го оствари на далечина, односно онлайн, но во зимски услови, тоест на крајот од првиот и почетокот на вториот месец од оваа 2021 година. На тој начин сите дадоа посебен прилог во зголемувањето на онаа бројка од над 4300 досегашни учесници од 50 земји во светот во изминатите нешто повеќе од 50 години обстојување и работење на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Околу 20 на семинаристи вклучени во работата на курсевите за напредно ниво на лекторските часови по македонска литература и по преведување работеа на
исчитување, коментирање и преведување на дел од творештвото на Коневски. Од таа интензивна работа на странските македонисти со своите лектори излего исклучително значајни преводи што се поместени во овој зборник со убав наслов Коневски на 11 јазици. И така, по само неколку месеци се радуваме, но и се гордееме со зборникот Коневски на 11 јазици. Радува и фактот што во зборникот се објавени текстови со сеќавање за Коневски од странските македонисти, академик Зузана Тополинска, академик Иван Доровски, академик Виктор Фридман и академик Горан Калогера. Преводот е една од инстанците преку која се остварува интерлитерарниот комуникацијски чин на македонската со другите литератури и прв знак за излегување од полуанонимноста и од тесните национални рамки. Зашто само преку рамноправно соочување со другото, туѓото, универзалното, ќе може адекватно да се вреднува и своето, домашното, националното, ќе се утврдат сличностите, но и разликите, а со тоа и самосвојноста, уникатноста и оригиналноста на македонската литература. Во тој контекст изборникот Коневски на 11 јазици е една убава можност самосвојноста, уникатност и оригиналноста на македонската литература да се доживее, но и да се утврди преку преводите и тоа на руски, полски, чешки, словенечки, хрватски, српски, бугарски, италијански, шпански, турски и грчки, направени од семинаристи од напреднати курсеви на првата зимска школа. И после само неколку месеци од одржувањето на оваа школа, еве го изборникот со тие преводи. На крајот посакувам овој зборник да има убава и естетска и критичка рецепција и да потикне уште нови други вакви изданија. Ви благодарам. Благодарам многу и за свечината реч и за сета поддршка која што ја добиваме овој период. Ја поканувам професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска со нејзината приватна реч. Благодарам, Марија. Почитуван професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ во Скопје, почитувани професори, почитувани семинаристи, драги пријатели, драги почитувачи на убавата македонска реч, на убавата македонска литература. Како што кажа во својата свечена реч и ректорот професор доктор Никола Јанкуловски, таа прва зимска школа се случи од 25 јануари до 5 февруари со вкупен фонд 40 часа на далечина на платформата Zoom и во рамките на таа школа, на таа прва зимска школа се случија и овие напреднати курсеви или курсеви за напреднато познавање на јазикот, тоа беа курсеви за македонската литература и за преведувањето. Во работата на лекторските часови по македонска литература беше вклучена и помладата колешка, дипломираниот професор по македонска книжевност и македонски јазик Елена Ѓоргиовска, а во работата на лекторските часови по преведување заедно со Роза Тасевска работеше и Јован Ковачевски. Како посебно треба да се истакне дека Коневски и делото на Коневски беше вградено во целокупната настава што се одбиваше во 10 работни денови, не само во групата за македонска литература и не само во групата за преведување на Роза Тасевска, инаку долгогодишен лектор во најголемиот дел од нашите лекторати на странските универзитети и најискусен лектор на летните школи, туку се работеше и во сите останати групи. Така што ете, во оваа пригода да ги споменам и оние останати лектори и останати групи кои што работеа. Тоа се во почетниот курс или почетниот курс го водеа доктор Борче Арсов и магистр Билјана Стојановска. Средните курсеви работеа под палката на доцент доктор Гордана Алексова, тогаш магистер, но сега веќе доктор Бојан Петревски, и за напреднатиот курс или слушателите во напреднатиот курс ги водеше тогаш магистер Бобан Карапејовски, сега доктор Бобан Карапејовски. Така што ете, на сите нивоа Коневски беше присутен. Значи Коневски го имавме преку неговите и граматика и историја на македонскиот јазик, преку неговите речници, но и преку неговата поезија, неговото творештво.
Групата за напреднато ниво на познавање на македонскиот јазик, што својот интерес го насочува кон изучувањето на македонската литература и култура и кон преведувањето од македонски кон другите јазици, како еден креативен чин, беше составена од професори, преведувачи, докторанти и магистранти по македонистика, како и студенти по македонски јазик и македонска литература. А ние на семинарот, на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, гледаме како на еден вистински продолжувач на она што го започна и Ѓорѓија Пулевски и особено Крсте Петков Мисирков. Впрочем, тие први ја истакнаа посебноста на македонскиот јазик. Од нив започна сериозно да се испишува таа приказна и таа приказна да се кажува, да се прераскажува. Но на таа приказна се надоврзува она што го направи Блаже Конески. А Конески е неприкосновен во она што го направи и на полето на науката на јазикот, и на полето на науката за книжевноста, но и во самата книжевност, преку оној свој автентичен поетски и творечки глас, како дел од современата македонска поезија, но и од европската и светската поезија, но и на полето на преводот, на препевод. Затоа можеме слободно да кажеме дека Конески, тоа се и овие 16 семинаристи кои везеа над своите преводи на текстовите на Конески. И во оваа моја прва пригодна реч искажувам огромно задоволство што прифатија со својата промотивна реч за зборникот да дадат една посебна боја на целиот настан, но и на самиот зборник. И тоа особено професор доктор Намита Субиото, која што доаѓа, како што веќе се спомена, од Филозофскиот факултет на Универзитетот во Љубљана, и која продолжува работата на професор Драги Стефанија по македонистиката на овој универзитет. И секако професор доктор Даниела Костадиновиќ, кој што доаѓа од Филозофскиот факултет на Универзитетот во Ниш, значи од Србија, која и таа како и својата пријателка и колешка на Мита Субиото ја продолжува работата на еден претходник, а тоа е на професор доктор Мирољуб Стојановиќ, професор по македонистика на овој универзитет. Така што ете, искажувам благодарност и со ова го заокружувам ова своја пригодно обраќање. Ви благодарам на сите. Благодарам. Може да преминеме на промоцијата на зборникот Конески на 11 јазици и ја поканувам професор доктор Намита Субиото од Филозофскиот факултет во Љубљана да ни се обрати и да ни прикаже едно промотивно видео. Почитуван ректоре на Универзитетот Свети Кирил и Методи, почитувана директорке на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, почитувани и драги колешки и колеги и мои соученици на првата зимска школа. Представува голема чест и особена радост што можам да го промовирам зборникот на првата зимска школа со наслов Конески на 11 јазици. Во кулминација на вториот бран на пандемијата, кога насекаде се чувствуваше некаква апатија, дури и депресија, управата на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура не расположи со храбра геста, идеја, а потоа и покана за првата зимска школа за македонскиот јазик, литература и култура. Програмата се базираше на сосема едноставна структура. Лекторски вежби по македонски јазик на 3 рамништа, а за курсевите по литература и преведување работа со избрани белетристички текстови од Блаже Конески. Но, во текот на работата се покажа дека за таа едноставност се крие сериозна и обмислена подготовка од која произлегуваат многу добри резултати. И првата зимска школа беше проста и строга, со сите конотации на оваа прочуена синтагма. Импресивен е и фактот што само 4 месеци по завршувањето на првата зимска школа, нејзините резултати се документирани во зборникот Конески на 11 јазици. Зборникот го воведуваат пригодните обраќања од свеченото отворање на историската прва зимска школа. Прво поздравната реч на професор доктор Никола Јанкуловски, ректор на УКИМ, и потоа на професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска, директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура.
Следува извештајот за реализацијата на првата зимска школа, кој што содржи и податоци за достапноста на учебниците по македонски јазик за странци со наслови позајмени од творештвото на Конески, објавени во рамките на семинарот. Ова поглавје го вклучува и извештајот на лекторите со корисни информации за структурата и содржината на курсевите, за учебните материјали, како и за методи приспособени за работа на далечина. Затоа го сметам за битен придонес кон дидактика на изучување на македонскиот јазик како странски. Поглавието Прилози за првата зимска школа сведочи за одлична медиумска промоција на активностите поврзани со првата зимска школа, за кој е најмногу заслужна директорката на семинарот и искрено ја честитам за сите настапи. Средишниот дел го опфаќаат преводите на песни на кратки прозни текстови на Конески, остварени од странски македонисти, учесници на двата напредни курса за литература и за преведување, и тоа дури на 11 јазици: руски, полски, чешки, словенечки, хрватски, српски, бугарски, италијански, шпански, грчки и турски. Ова е прв зборник на семинарот во кој што се објавуваат во толкав обем и на толку јазици препеви и преводи од творештвото на Конески, остварени во текот на програмските активности на семинарот, велат организаторите. А мислам дека со право можеме да го наречеме и мини повеќе јазична антологија од творештвото на Конески, грижливо подготвена од раководителките на двата курса. Во последниот дел од зборникот се објавени и лични сеќавања за Конески од реномирани светски македонисти, академиците Зозана Тополинска, Иван Доровски, Виктор Фридмар и Горан Калогера. Овие сеќавања, односно сведоштва, се бесценети прилози со историска вредност, а во сите се истакнува величието на Конески, неговата благонаклонетост кон помладите колеги, па дури и неговото гостопримство, што го споменува академик Виктор Фридман, кој покажува колку за македонистиката се битни и Блаже Конески и меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Во овој цитат. Семинарот за мене беше клучен настан, затоа што заради моите пријатни искуства таму се определив за специализација по македонскиот јазик. Моето среќавање со Блаже Конески беше важен дел од ова решение. Така пишува Виктор Фридмар. Како учесничка на повеќе семинари за македонски јазик, литература и култура, се согласувам со неговите зборови и додавам дека семинарот не е имперсонална институција, туку група неуморни, посветени, компетентни, стручни, гостопримливи и секогаш пријателски колеги и колешки, задоени со духот на Блаже Конески. Тоа сте вие, управата на семинарот, лекторите, предавачите и сите кои не инспирирате и мотивирате и нас, на нас ја пренесувате љубовта на македонскиот јазик, литература и култура, за што сме ви неизмерно благодарни. Честитки за реализацијата на првата зимска школа и посебни честитки за зборникот Конески на 11 јазици. Нека се чита во сите земји во светот. А сега би сакала со вас да споделам неколку страници од зборникот, поточно 4 песни од Конески во преводи на учесниците на курсот по литература од нашиот филозофски факултет во Љубљана.
Obstaja nekaj zelo preprostega in to je tišina. Obstaja nekaj tako tihega, višina, višina. Lezi proti temu nebu, v visočinah toni, zapri oči, utrujen si, oči. Vsaka ptica bo spodvila krilo. Ti si zdaj tako miren, objema te zelenilo. Zakaj še? Zakaj to vsakodnevno hlastanje? Obstaja nekaj zelo preprostega. To je spanje. Uspavanka. Tvoji roki mali, kdo v objem bo skril? Zlate te pramene vso noč ti gladil. Kdo srebrno pesem ti še vsem popeva? Zunaj veter brije, si lune vse odeva. Pošumeva listje, zvezdico roji. Rad imam te, rad. Moj si, moj zdaj ti. Zunaj rosa lega, spava strašni strahek. Spavaj, spavaj, sen, ovije naj te sladek. Lepe ženske. Lepe ženske v mojem narodu, te so prehitro odcvetale. Kakor cvet marelice, kakor majski španski bezeg. O, krivica. Pripadale so neizbranim možem. Njihovi lasje so bili podnevi zvezani v čope, po noči spuščeni na prsi in boke. Njihovo stopanje prepelice se je hitro spotaknilo ob opasnik. Njihova mladost je minevala kot vonj lipe, ki ga odnaša veter. Hitro so sedale pred vhod, spuščenih glav in izbočenih kolen, z neslišnimi izdihi. Lepe ženske, nesrečne ženske, te so hitro odcvetale. Kakor cvet marelice, kakor majski španski bezeg. Objemanje. Pograbi me, da bi k sebi prižel mladiko trte, na prsi, na desno rame, lice k licu, list gornji ustni. Enako bi lahko objel tudi kačo, po istem zaporedju, prav nič me ne bi brigalo, pri takšnem občutju ljubezni, od takšnega objemanja. Благодарам. Мислам дека на сите многу ни се допадна ова аудиовизуелно представување на конески на словенечки јазик. И сега ја поканувам професор доктор Даниела Костадиновиќ од Филолошкиот факултет во Ниш. Благодарам. Почитувани, имам голема чест и привилегија денеска да го представам зборникот Блаже Конески на 11 јазици во издаваштвото на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Зборникот настана како резултат на работата на првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, одржана во знакот на јубилејот 100 години од раѓањето на прочуениот македонски филолог, кодификатор на македонскиот јазик, поет и автор Блаже Конески. Воедно, појавата на овој зборник во краток временски рок означува голем потфат, а заслугите и пофалбите за еден ваков подвиг им припаѓаат на организаторите и редакцијскиот одбор кој го сочинуваат Весна Мојсова-Чепишевска, Гордана Лексова, Роза Тасевска, Ордан Чукалиев и Евдокија Илиевска.
Моето задоволство во промовирањето на овој зборник е и во тоа што и самата јас, како представник од Србија, бев дел од напредниот курс преведување во рамки на првата зимска школа, што за мене представуваше стручен и културолошки предизвик, а исто така и сјајна можност за размена на преведувачки искуства и информации кои дел од македонската книжевност и на кој начин денес се преведуваат во другите земји, но и за покренување на секогаш актуелни дискусии за осмисленоста на преведувањето од превод на превод, тоа е за така нареченото посредно преведување. Воведниот дел од зборникот покажува дека различно конципираните лекторските вежби на зимската школа, почетен курс, среден курс, напреден курс литература и напреден курс преведување привлекле и здружиле голем број наставници, преведувачи, студенти од целиот свет. Со цел да се дефинира актуелна состојба во областа на проучувањето на македонски јазик, книжевност и култура и да се утврдат правците на неговиот понатамошен развој кој во минатото ги поставил Блаже Конески. Тоа на самиот почеток на зборникот го потврдува и поздравната реч на професор доктор Никола Јанкуловски, ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, и поздравната реч на професор доктор Весна Мојсова Чепишевска, директор на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Следниот дел од зборникот има пред се информативен карактер, затоа што на читателите им дава детален извештај за организацијата, работата и учесниците на првата зимска школа и прилози за првата зимска школа, прилози за улогата на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, како и податоци за интервјуите и гостувањата на директорката на семинарот професор доктор Весна Мојсова Чепишевска. Овие поглавја се своевиден вовед во читателско уживање, поетско виножито, каде се представени преводи и препеви на поезијата и поетската проза на Блаже Конески од учесниците на напредниот курс литература, како и преводи и препеви на записи во проза, раскази од збирката Средба во рајот и поетска проза од збирката Везилка на Блаже Конески на српски, грчки, руски, чешки, словенечки, бугарски, турски, полски, хрватски, италијански и шпански јазик. Од посебно значење е тоа што текстовите се дадени прво на македонски јазик, а потоа на различните преводи, со што на читателот му се овозможува не само естетско задоволство, читање на дела на различни јазици, туку му е дадена и можност самиот да ги споредува и пресудува понудените преводи. Скапоцениот и документарен дел од зборникот Конески на 11 јазици представува делот под наслов Конески во сеќавањата на странските македонисти. Во анегдотски дух, академик Зузана Тополинска пишува за својата прва средба со Конески, академик Иван Доровски за своите дружења со Конески во Скопје, академик Виктор Фридман за некои лични сеќавања и една лингвистичка чест, академик Горан Калоđера за својата прва и последна средба со Блаже Конески. Зборникот Конески на 11 јазици е сведоштво на сериозната работа на првата зимска школа. Показател дека преведувањето е истовремено и вештина и уметност и дека преведувањето од македонски јазик на други јазици придонесува за чување
и негување на самиот македонски јазик. Содржински богат и разновиден, овој зборник без сомнеж ќе пронајде пат до читателите во различни земји во светот. Благодарам. Сега да прочитам едно перче на српски јазик, може Весна? Еве Мајска ноќ во превод на Даниела Костадиновиќ. Мајска ноќ. Сву ноќ ја сањам. Будим се повремено тек да осетим да je zapravo nema. Da je realnost nemilosrdno, prosta i jasna. Nezaštićeno je moje srce u ovakvoj noći, ogoljeno za patnju. Razgovaram sa njom u snu, prilazim joj, ne mogu da savladam jednu prokletu granicu između nas. Budim se i osjećam neizmernu tugu. Leži mi teško na levoj strani grudi. Ovo je majska noć, kišna. Sada se čuje glas ptice u bašti. Kao suza kaplje pesma. Šapućem njeno ime, sam sam iznenađen time koliko sam zanesen. A samo me užasna, krajnja samoća svojim bestelesnim dlanom dodiruje u ovoj noći. Благодарам на сите. Ви благодарам. Сега, уште повеќе со задоволство чекам и со нетрпение да ја видам и јас книгата во мои раце. И ја поканувам уште еднаш професор доктор Весна Мојсова-Чепишевска да го затвори овој промотивен дел и да продолжиме со наредниот дел од оваа промоција. Ти благодарам, Марија. Значи, еве, после овие вдахновени представувања и од страна на Намита Субиото и од страна на Даниела Костадиновиќ на зборникот, во кој што секако и тие имаат удел. И тие го создадоа. Без нивните преводи, без нивната заложба немаше да се случи овој зборник. Меѓутоа, сакам да кажам сепак да ги споменеме и сите останати, затоа што некои од нив не можеа заради некои своји оправдани причини, некои се на работа во ова време и не можеа да бидат и на овој начин физички, нели, преку Zoom, платформата Zoom, да бидат со нас. Имено во тие две групи на напреднати литература и преведување многу страстно се читаше, се разговараше, се полемизираше. Тоа го потврдија и Даниела и Намита во своите искажувања. И секогаш основната дилема секако е за типот на преводот, нели, дали тој да биде лесно восприемлив за современиот читател, на кој што му е наменет. Например, ние сакаме овие преводи да останат за читателите на 21. век, дали да биде поблизок, по-адекватен на изворниот модел. И тоа се прашања кои што на сите нас не измачуваат. Например, своевидно решение нуди и Зоран Константиновиќ, кој смета дека задачата на преведувачот се состои во тоа преводот успешно да го пренесе уметничкиот тоталитет на делото и таквата преведувачка постапка тој ја именува како естетска транспозиција на книжевниот текст. Вака сватен, преводот се промислува како творештво, како креација, поточно како метакреација на книжевното дело во еден нов јазичен и книжевен контекст. И затоа Конески исто така многу размислувал околу нели ова и самиот изградил јасна поставка за преведувањето како слободен творечки чин, во кој како неопходно се наметнува според него една мера на изневерување. Ова израз изневера му е многу драга на Конески, но таа изневера или тоа изневерување да се случи во една творечка смисла. Така што групата која се обидуваше ни слободен творечки чин да го преведе Конески, тоа е таа група која што споменавме од 16 нели, учесници или семинаристи на двете напреднати групи, познавачи на македонската поезија, познавачи на македонската литература и сега сакам нели да ги споменам сите.
Хала Шешкен од Руската Федерација, нели, доаѓа од Московскиот државен универзитет Ломоносов, носител на македонистиката, Намита Субиото, професор по македонски јазик и македонска книжевност на Филозофскиот факултет во Љубљана. Тука се и незините студенти Бисерка Бомнар, Маја Ковач и Сашо Полјаревич, кои што ги видовме, нели, како дел од оноа заедничко видеозапис, убав видеозапис. Сите од Словенија, студенти, магистранти, докторанти под менторство на професорката Намита Субиото. Тука и Сонја Должан, исто така од Словенија, професорка по хрватски, српски и македонски јазик, но исклучителна преведувачка во Словенија, заедно со Намита Субиото и Сонја Должан. Тоа се исклучителните две имиња на полето на преводите што се прават од македонски на словенечки, но и обратно, од словенечки на македонски, така што еве им благодарам за тоа. Потоа тука е професорката Елена Атанасиу, која што доаѓа од Соединетите Американски држави. Таа е професорка на Универзитетот во Рено, но е специјалист по шпански јазик и литература, така што и таа имаше, нели, свој влог во работата и во преведувањето на конески на шпански. Тука е Зофија Дембовска од Полска, преведувачка, што туку докторираше на полето на македонистиката и во неа препознаваме еден иден сериозен преведувач, значи да го видиме конески малку повеќе во нови форми на полски јазик. Тука е и Ања Вероника Тадеуш, учествуваше од полски како студентка на Јагелонскиот универзитет во Краков. Секако тука е и Хана Врбанич од Хрватска, студентка која македонскиот јазик го изучува кај лекторката магистр Билјана Стојановска во лекторатот на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Риека. И во таа група учествуваше и Живкица Станковски-Недановска од Италија, инаку културен посредник со македонските деца кои го изучуваат италијанскиот јазик во Равена. Од оправдани причини денеска не е со нас, ама еве ја споменуваме и сите се сеќаваме на неа и ја поздравуваме. Така што во текот, нели, на овие часови на полето на литературата, на темата на литературата, на македонската литература, почна да се преведуваат тој дел отворештвото на конески, тогаш се случија преводи на 6 јазици. Меѓутоа, што е интересно, во меѓувреме, по завршувањето на зимската школа, пристигна и преводите на Самет Јеркој, инаку студент на катедрата за грчки јазик и литература на Факултетот за литература при Истанбулскиот универзитет, кој учи македонски кај лекторката магистер Марина Цветановска во лекторатот по македонски јазик на Истанбулскиот новој универзитет. Но интересно е, например, Живкица Станковски-Недановска, кој што го преведе конески на италијански, по завршувањето на зимската школа направи своји преводи на српски, покрај веќе направените на италијански во текот на самата школа. А професорката Валентина Седевчева, која што е, нели, доаѓа од Бугарија, од Великотарновскиот универзитет, инаку сегашен лектор по бугарски јазик на Филозофскиот факултет, нели, во Ниш, направи преводи на бугарски јазик, така што Етего Конески се дополни со овие преводи, нели, на турски, на српски и на бугарски. И веќе го имавме конески на 9 јазици. Меѓутоа, тука не застанавме, бидејќи многу вредно работеше онаа друга група, групата со Роза Тасевска. Таму некои јазици ни се повторија, но сега сакам да ги споменам и сите учесници во групата на Роза Тасевска. Имено во групата која што работеше со Роза Тасевска, преводот на грчки го направи магистер Марија Думба, инаку позната преведувачка од Грција, така што еве го конески го имаме на грчки, бидејќи претходно преводите што беа правени на некои песни на конески беа правени со посреден јазик преку англискиот или преку некој друг, но не од македонски. Затоа и благодариме на Марија Думпа, кој што еве последниве години е учесник на школите и на летните, но и на зимската, и што ете се вложува во преведувањето на нашите автори од македонски на грчки. Потоа на руски, нели, своји преводи направија Марија Громова, магистар на Филолошкиот факултет при Московскиот државен универзитет во Ломоносов, и Полина Гаврилова, магистрант на Филолошкиот факултет при Московскиот државен универзитет Ломоносов. Интересно е што Полина Гаврилова работи на теза, а тоа е женските ликови во творештвото на Петр М. Андреевски. Авторот на српските преводи, еве слушнавме дел, нели, една, бидејќи не можеме се да изслушаме, незината промотивната реч на професорката Даниела Костадиновиќ заврши со
читање, нели, на една песна во превод на српски, значи авторот на српскиот превод е Даниела Костадиновиќ, која предава македонска книжевност и редица на други предмети, превод од македонски на српски и обратно и други некои предмети на филозофскиот факултет на Универзитетот во Ниш. И на чешки текстовите ги преведе Кристина Дувкова, значи доктор Кристина Дувкова, инаку таа предава македонистика на педагошкиот факултет при Универзитетот во Храдец Кралове и на филозофскиот факултет при Масариковиот универзитет во Брно, и таа е вистинскиот представник на македонистиката во чешка. Храбро оди по стапките на она што го направи и се уште го прави академик Иван Доровски, или проследивме има едно сеќавање за неговата средба со Конески и во овој зборник Конески на 11 јазици. И така, ете, го испишавте сите вие, го пополнивте, го исполнивте, нели, со љубов, со многу страст во тие преку тие преводи, овој зборник Конески на 11 јазици. Така што сега, само за крај, пред да се препуштиме целосно само на поезијата, да го видиме Конески на другите јазици, само ќе споменам дека Роза Тасевска во својот осврт направи и една мала историја, кратка историја на преведувачката дејност на семинарот на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Тоа е преведувачка дејност која што се врзуваше со летните школи. И таа вели вака: на крај можеме со задоволство да констатираме дека ние во рамките на овој голем јубилеј 100 години Конески можеме да направиме еден мал мини јубилеј, а тоа е 15 години од таа преведувачка активност и од постојано континуирано објавување на одредени книжевни текстови од македонски автори на повеќе јазици. И таа вели дека на крај можеме со задоволство и со увереност да потврдиме дека преведувачките работилници природно се вклопија во дејноста на семинарот како една од најполезните форми на работата во усвојувањето на богатството, на тајните и на убавините на еден јазик, во случајот, нели, на нашиот македонски јазик. Се надеваме и очекуваме овој мал и убав 15 годишен јубилеј, кој што се вклопува, нели, во оваа стотка на Конески, да биде потик за понатамошна, уште поуспешна и поплодна работа на преведувачката дејност и на летната и на зимската школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, и со поголеми резултати да одбележува многу наредни годишнини и јубилеи. Па ете, во продолжение сакаме оваа промоција да ја збогатиме со тоа што самите преведувачи ќе читаат фрагменти, како што веќе слушнавме, нели, од Лјубљана што ни дојде, како што веќе слушнавме што ни дојде од самата Даниела од Ниш. Значи, ќе прочитаат фрагменти од она што го преведува и да останеме да уживаме во Конески на 11 јазици. Затоа конечно да започнеме со Конески на 11 јазици, иако веќе го слушнавме на 2 јазика, но пред да одиме на ова, би сакала само, бидејќи Сонја должен ме замоли затоа што ќе патува, а на тој начин може ќе го заокружиме и целокупниот настап на големата словенечка група. Таа најпрво да ни се приклучи, да прочита еден фрагмент или нешто што таа одбрала, се надевам дека ќе биде тоа ефектно и ќе да прочита, нели, од таа своја активност. Па повели Сонја да го видиме Конески уште еднаш на словенечки во твој избор. Повели. Хвала многу, Весна. Јас ќе прочитам всушност краток расказ Пеперуга и ќе го прочитам целиот затоа што е многу краток. Метулј, деклица. Мамица, пред врати сам ујела метулја. Поглеј како леп е и бел. Ни седел на цвету. Лежал е на тлех. Таколе, на ени страни. Сезула сам се цоклице, да не би ропотала. Шла сам почаси, да ме не би слишал. И стиснила сам ga s двема прсткома. Vendar ni utripal skrilci, kakor utripajo metulji v parku, ko jih ujameš. Bil je miren. Mamica, saj me ne boš kregala, ker sem ga ubila, kaj ne? Mati. Ne, otrok moj, ti si ga oživila. Ви благодарам.
Ете, убаво звучи, ова е еден убави лирски запис на Конески. Сите се воодушевувавме на тие кратки лирски записи на Конески. Едноставни, ама премногу емотивни, со секогаш со една убава порака, така што еве Сонја, ти благодарам и ти посакувам добар пат. А сега, како што размислувавме како да го продолжиме овој убав дел, сакам да ги вклучам тука со свои мали размислувања, изјави и лекторите, од кои што ми дојдоа најголем број на слушатели на Зимската школа. Така што еве прво ја повикувам магистар Марија Пандева, веќе споменавме дека таа е лектор по македонски јазик на Ломоносов и спомена дека минатата, односно пред извесен период на 18 мај имавме навистина еден убав настан, двата универзитета, Ломоносов и Универзитетот Свети Кирил и Методи, и во тој поглед прославивме еден исклучителен јубилеј, 45 години изучување на македонскиот јазик, литература и култура на овој универзитет, на Филолошкиот факултет во Москва. Така што еве повели Марија, а потоа ти ќе најавиш својата Марија Громова. Да. Ви благодарам. Како сегашен лектор по македонски јазик на Московскиот државен универзитет Ломоносов, би сакала да кажам дека интересот за посетата на семинарите по македонски јазик од страна на руските студенти од секогаш била многу голема, а тоа се потврдува и со нивното присуство и на минатата летна школа и на првата зимска школа, одржана од страна на меѓународниот семинар по македонски јазик, литература и култура. На зимската школа учествува Марија Громова и Полина Гаврилова. Марија денес ќе ја слушнеме за неколку минути со нејзиниот превод, а Полина е оправдано отсутна затоа што наскоро ќе ја брани нејзината магистарска теза за женските ликови кај Петра Андреевски. Од нашата катедра излегуваат многу добри преведувачи и тоа секако е благодарение на професорките академика Ала Шишкен и професор доктор Илена Вережникова, затоа што тие неуморно се посветуваат на нивната работа и студентите едноставно не можат да не се влюбат во македонската литература и во македонскиот јазик. На часовите ние постојано работиме на преводи и од македонски на руски, и од руски на македонски, и тоа е особено важно и многу интересно, особено кај сродните јазици. Се случува многу често да се западне во некои преведувачки замки, од кои што вешто успеваме да излеземе. Понекогаш се случувало дури на студентите да има многу поедноставно да преведуваат од руски на македонски, отколку од македонски на руски, и тоа само докажува дека тие многу добро го владеат македонскиот јазик и многу лесно се изразуваат на него. Секако тие се одлични преведувачи од македонски на руски, а затоа имаме и доказ како оваа книга која што ја промовираме денес. Ја поздравувам оваа иницијатива и сметам дека е многу важно тоа што на студентите им се дава шанса да го видат нивното име како преведувачи во издадена книга. Сега и го предавам зборот на Марија Громова да ни прочита дел од нејзиниот превод на Конески на руски. Добар ден! Се извинувам за квалитетот на врската. Ќе го прочитам својот препев на двете песни од Блаже Конески, од Возот и Тајна. Из поезда. Вот он, взволнованный край голубой. В этом краю мое детство прошло. Обо мне эти горы плачут. Вон деревушка белеет на склоне. Что же не машут белым платком мне? Обо мне эти горы плачут. Поезд летит мимо гор и равнин. Жил-был когда-то там мальчик один. Обо мне эти горы плачут. Мысль часто сюда возвращает меня. Жизнь меня отправляет в другие края. Обо мне эти горы плачут. И тайна. Сколь угодно простой, ничтожной, поделись со мной любой своей тайной. Я скрою ее, как могила, надежно, пока стихотворением не станет. Благодарам. Ви благодарам, ти благодарам, нели, Марија, еве се погодија и лекторката и магистрантката Марија, значи Марија на квадрат, ви благодарам и на двете и се надевам дека ќе се видиме многу скоро и во живо. Може би уште ова лето ќе видиме, нели, со некој од вас секако се надевам, само добра волја и ќе биде добро. Така што еве
одиме понатаму. Ја повикувам сега магистер Марина Цветановска, инаку лектор по македонски јазик на Истанбулскиот универзитет. Ако со Марија Пандева завршивме еден убав свечен настан, а тоа беше по повод 45 години од лекторатот по македонски јазик на Ломоносов. Сега одиме со Марина Цветановска наредната недела. Исто така едно обележување ќе имаме, се работи за 35 години од тој лекторат, работата на лекторатот по македонски јазик, литература и култура. И двата јубилеја ни се случија во оваа 100 годишнина. Мислам дека Конески навистина е среќен ако може да гледа од некаде одгоре, дека е среќен за овие настани, па ја ви го препуштам зборот на Марина Цветановска, каде што имаме исто како во Москва убав интерес и голем број на студенти. Секако таа потоа ќе му даде збор на Самет Јеркој, кој што го направи тој превод од македонски од една песна од еден текст на Конески на турски. Повели, Марина. Благодарам многу, голем поздрав од Истанбул, голем поздрав од катедрата за македонски јазик и литература. Нашата работа како лектори, нашите студенти е непроценлива. Меѓутоа, многу поважни и многу поголема важност имаат нашите студенти, нашите влюбеници во македонскиот јазик, во македонската литература, кои секојдневно го изразуваат, го искажуваат интересот на часовите кои што на Истанбулскиот универзитет во моментов се изборни и се работи на воведен македонски, средно рамниште македонски, напреден македонски, вербален македонски, каде што особено посветуваме внимание да се слушне, да се слушне македонскиот јазик, да се исчита литературата во тие рамки, Блаже Конески и многу други наши писатели. И преведувачки апликации, секако еден предмет кој што неодамна пред 2 години беше воведен и за кој што навистина еве доказ е оваа зимска школа за интересот за преведување. Исто така, не би можеле и не би сакала да не ги споменам нашите верни поддржувачи на Истанбулскиот универзитет, професор доктор Гјонел Узели, како раководител на катедрата за македонски јазик, која што долги години наназад, веќе 8, е верен поддржувач и шеф на катедрата за македонски јазик и литература и секако раководителката на славистичката катедра, во чии рамки се наоѓа нашата катедра на Истанбулскиот универзитет, професор доктор Емине Инанир. Во македонската катедра функционира во рамките на славистичката катедра, меѓутоа тоа е еден славистички центар во земја каде што работиме турскиот јазик е сосема поразличен. Токму кога се преведува и кога се работи од македонски на турски на македонски, а поради сличностите наши и голем број на турцизми што ги имаме, секогаш е интересно да се слушне зборови кои што и нас ни се својствени и нас ни се секојдневни и во секојдневна употреба. Исто така би завршила накратко, сметам дека оваа зимска школа и можноста студентите да дојдат, да изворно да се сретнат со традицијата, културата, со македонската убавина овде е непроценлива. Во тие рамки, би сакала да ја поздравам оваа зимска школа, сите јубилеи што не чекуваат, се надевам на уште повеќе јубилеи и да го препуштам зборот на мојот студент Самет Јеркој, а воедно да ги поздравам сите мои студенти кои што учествуваа веќе изминатите години, тука е Сена, гледам дека е во сите изминати години, веќе 5 години на летната школа, така што повели Самет, прочитаја, ќе се представи тој самиот и ќе го прочита неговиот превод. Тој е еден мој многу драг студент и многу вреден, морам да истакнам. Благодарам. Здраво достите, почитувани професори, професорки, лекторки, драги пријатели. А дали ме слушате? Да, се во ред, супер.
Супер. Како прво, јас сум почестен и многу среќен што сум на оваа платформа со вас. Јас сум Самет, од Истанбул сум, поздрав од Истанбул. Учам македонски, студирав руски јазик и книжевност на Истанбулскиот универзитет и учев македонски заедно со рускиот јазик, бидејќи во тоа време македонскиот јазик се изучуваше како изборен предмет. Тука владее многу пријателска атмосфера, затоа сакам да ви кажам со ваша дозвола зашто учам македонски. Всушност некогаш не сум верувал во реинкарнација, сепак моето размислување се смени во 2013 година. Во тоа време добро научив македонски јазик, а професорката беше Мајда Шабанова, сакаше да ме испрати на летната школа. Затоа веднаш се согласив, бидејќи тоа ќе биде ново искуство за мене. Јас бев најсрекната личност на светот, седев покрај Охридското езеро и гледав во далечината. И имав една српска пријателка со која што шетавме покрај езерото по часовите и потоа и реков, јас сум многу среќен и миран тука, дали бев охриѓенец во мојот претходни живот. Тоа е реинкарнација. И потоа се семеевме заедно. Тоа беше голема љубов за Македонија. Тогаш си реков дека треба многу добро да научам македонски. Како што рече Блаже Конески, јазикот е нашата татковина. Да, и точно така, и Македонија е мојата втора татковина. И со почит до големиот македонски поет Блаже Конески, и сега студирам грчки јазик и книжевност на Истанбулскиот универзитет и полагам македонски јазик како изборни курсови и исто време го правам својот докторат на факултетот за новинарство. И од тука би сакал многу да се заблагодарам на нашата професорка Марина Цветановска. Таа предава македонски јазик многу посветено и ги тера студентите да сакаат македонски. Благодарам многу. Сега со ваша дозвола ќе го прочитам мојот превод. Peperuga, kelebek на турски. Küçük kız, anneciğim, kapının önünde bir kelebek yakaladım. Ne kadar güzel ve beyaz olduğuna bir bak. Çiçeklerin üzerinde durmuyordu, yerde böyle bir tarafta yatıyordu. Ses çıkarmayayım diye nalınlarımı çıkardım. Beni duymasın diye yavaş yavaş gittim ve onu 2 parmağımla sıktım. Ama parkta yakaladıklarında kelebeklerin kanat çırptığı gibi çırpmadı kanatlarını bu kelebek. Sakindi. Anneciğim, onu öldürdüğüm için bana kızmayacaksın değil mi? Anne, hayır oğlum, sen onu canlandırdın. Ви благодарам многу од срце. Поздрав. Самет, ние ти благодариме, бидејќи еве Марина, значи денеска на овој настан одбран да работи со тебе да го представиш ти својот превод, меѓутоа навистина имаш многу убава комбинација, си студирал руски јазик и книжевност, па сега студираш грчки, македонски зборуваш безпрекорно убаво, така што ете, може навистина треба да се посветиш еве на некој начин на таа релација да го подзасилиш уште повеќе и својот превод, односно некои од македонските автори да ги преведеш на турски, и ете ние гледаме во тебе, во вака еден млад човек, иднина и за македонскиот и за македонистиката во Истанбул и пошироко нели во Турција. Така што ти благодарам со ова со твоето учество, но и со твојот влог нели преку твоето зборување, но и твојот превод на Пеперуга од Блаже Конески на турски. Така. Сега одиме понатаму, ама повторно сме некако сега на море. Ја поканувам магистар Билјана Стојановска, која што доаѓа, таа е лектор по македонски јазик, доаѓа од Универзитетот во Риека и таа има секогаш добра група на семинаристи, студенти во Риека, а потоа и семинаристи кои што ги испраќа, па затоа таа ќе ја најави потоа Хана Врбанич, па повели Билјана, еве твоите неколку минути за работата на лекторатот во Риека. Повели. Благодарам. Почитувани ми представува навистина голема чест што имам можност да се обратам на овој свечен настан на промоцијата на преводите и препевите на избраните литературни дела од нашиот великан Конески во годината кога ја славиме 100 годишнината од неговото раѓање. И токму во оваа јубилејна година се раѓа и овој значаен зборник на преводи и препеви врз кои работевте вие во рамките на првата зимска школа
при меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура која се одржа во јануари и февруари годинава и со која всушност започна чествувањето на годината на Конески. Особено ми е драго што во напреднатата група по книжевност на оваа школа учествуваше и колешката Хана Врбанич од лекторатот за македонски јазик при Универзитетот во Риека, каде што држам голем број предмети од областа на македонскиот јазик, литература и култура на огромниот број заинтересирани студенти. Би се осврнала малку и на историјата на лекторатот за македонски јазик при Универзитетот во Риека и ќе истакнам дека е основан во академската 2008-2009 година и еве веќе 13 години се изучува македонскиот јазик, литература и култура и според досегашниот број студенти може да кажеме дека е најброен лекторат за македонски јазик, литература и култура во светот. Конкретно овој семестар настава слушаат околу 70 студенти, така што тоа е навистина импресивна бројка. Би сакала да се заблагодарам на сите заслужни институции и личности за основањето и за работата на лекторатот за македонски јазик во Риека, а тоа се меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при УКИМ во Скопје, понатаму на одсекот за кроатистика при Филозофскиот факултет во Риека, на професорот емеритус Горан Калогера, како и на моите предходници, колеги лектори, професор доктор Васил Тоциновски и магистер Ана Азеска, кои навистина вложија многу за да имаме оваа бројка студенти денес и да имаме навистина квалитетен лекторат денес. Овој семестар лекторатот нуди предмети и на додипломските студии на одсекот за кроатистика, меѓутоа и на постдипломските студии по преведување, па би сакала да истакнам дека оваа година своите студии по преведување, во чии рамки влегуваат и македонистички предмети, ќе завршат 2 студентки, тоа е првата генерација, кои што се квалификувани да преведуваат од македонски на хрватски јазик, меѓутоа би истакнала дека и во октомври ја очекуваме новата генерација преведувачи од македонски на хрватски, за кои се надевам дека ќе бидат идните афирматори на македонскиот јазик, литература и култура во Хрватска. Од нив очекуваме многобројни и квалитетни преводи од македонски јазик, кои се надевам ќе бидат промовирани вака на настани слични на овој денешниот. На сите ви честитам за преводите и за препевите што се дел од овој зборник, Конески на 11 јазици, и ви посакувам уште мноштво преводи во иднина. Во продолжение би сакала да ја најавам колешката Хана Врбанич од лекторатот за македонски јазик во Риека, која ќе ни го представи својот превод на прозниот текст Магнолија од Блаже Конески на хрватски јазик. Ви благодарам и повелете колешки. Благодарам. Магнолија. Шетајуći квартом, примjećujem da magnolije raskošno cvjetaju u nekim dvorištima. I u mom je dvorištu magnolija, ali uvijek slabo cvjeta. Mjesto je nije pogođeno. Sjeverna strana i kao da je prekrivena lipom. Ovog proljeća moja magnolija ima tek 2 cvijeta na 2 susjednim grančicama. Jedan stoji malo poviše i otvoren je više. Izgleda kao da mu drugi dodiruje rame i lagano se naginje kao da tamo želi spustiti glavu, ali ipak se suzdržava. To nije dopušteno. Predviđam sve što će se dogoditi. Ovo će se cvijeće gledati ovako i šaputat će si nešto nečujno još 2 do 3 dana. Međusobno neće se preklapati. Jedan će neko vrijeme ostati sam, kao začuđen, a potom će vjetar otpuhnuti njegove latice. Samo ja ću pamtiti što se ovdje dogodilo i što za druge traga nije ostavilo. Благодарам. И благодариме на Хана. Ете, се надевам дека Хана сега се подсети на тоа како ни беше додека секојдневно 2 недели работевме, се среќававме, преведувавме, разговаравме и така натаму, така што ве благодарам за овој убав превод, Хана, и се надеваме дека ќе продолжиш и понатаму на полето на преведувањето од македонски на хрватски. Сега ја замолувам доктор Христина Дувкова, која што доаѓа од Чешка и која што
работеше во групата заедно со Даниела Костадинович, нели, во групата за преведување со лекторката Роза Тасевска. Таа ги направи своите преводи од македонски на чешки, па еве ја очекуваме, нели, да слушнеме нешто, може да каже слободно, нели, Кристина, повели. Hvala mnogo, profesorka Vesna, i mnogo sam blagodarna što možem da bidam tuka na ovoj preubав nastan. Moram da kažem, jaz sakam samo kratko da kažem deka seminari sekogаш мене ми се инспирација, голема инспирација до моето предавање. Јас кога сум на семинар, секогаш сум многу среќна и можам ова среќа да пренесам на своите студенти и во Градец Кралове, но и во Брно. Значи, фала многу и сега сакам да ви представам една песна. Песната се вика Од воз, што веќе чуевме од Марија, од Русија, но сега на чешки. Супер. З влаку. Hele, konec pohnutí modř dále kvěští, kolem mne, za oknem míjí mé dětství, hory pro mne pláčou. A tamhle vesnice na horské stráni, šáteček mává mi, či zbožné přání, hory pro mne pláčou. Vlak běží, utíká, všem jí hbitě, dávno již tomu, co žilo tu dítě. Hory pro mne pláčou. Častokrát myslívám na ten kout. Život mi přichystal jinou pouť. Hory pro mne pláčou. Hvala mnogo. Ти благодариме на тебе, Кристина. Еве го слушнавме конески на чешки. И ете, како наредна, кој што ќе прочита дел од своите преводи, бидејќи сите вие работевте на повеќе преводи, сега во името, нели, на ова представување моравте сигурно со тешко срце да одберете само едно. И знам како е тоа, бидејќи сите ви се подеднако драги, на сите преводи сте работеле исклучително, нели, подолго и така натаму, и са која е најубавата, која е најдобрата. Така што еве, после Кристина Дувкова од Чешка ја повикувам доктор Зофија Дембовска од Полска, заедно со Војтех, а може би Војтех спие, но секако тука е до неа. Па повели Зофија. Ви благодарам. За жал Војтех не спие сега, ама мирен е. Јас само накратко сакав да кажам дека голема чест ми беше дека можев да учествувам во првата зимска школа, дека можев да бидам учесник од толку голем значаен настан. И многу ми е мило што и сега можам да бидам со вас и можам да ви прочитам една од песните што ги преведов. Јас ја избрав песната Дете е заспано крај езеро. Значи na polski dziecię śpiące nad jeziorem. Ty śpisz, maleństwo, a jezioro się zamyśliło. Jezioro szykuje twój los. Ty śpisz, a ono z niewyczuwalnym pluskiem wstępuje w twoją duszę, jak zatoczka z białymi kamyczkami, w której widać każdy kamyk. Ty śpisz, ale i najdrobniejsze jego falowanie, jak nić przewodnia prowadzi do tych głośnych fal, które, gdy raz się narodzą, zapłaczą i poniosą cię. Śpij sobie, dzieciątko. Jezioro tworzy twoją duszę i myśli o twoich przyszłych uniesieniach. Ти благодарам. Ти благодарам, Зофија, бидејќи се надеваме дека сега најверојатно после ова заспивање, нели, спиење на што го прочита ти на полски, можеби конечно Војтех ќе заспие и ќе те остави малку на рад. Ама ти благодариме и покрај тоа што патуваш и си со малиот Војтех, нели, имаш некои други планови, дека сепак издвои вистинско време и за нас. Ете, овој начин, овој виртуелен начин, па ни помага и на овој начин да бидеме блиски, далеку, а блиски. И се надевам дека твојот интерес за превод, за преведување нема да застане тука и дека ќе продолжиш и понатаму да работиш на преведување на македонската литература, поезија, литература, драма и така натаму на полски. Сигурно, само ако можам, јас лично како Кристина, исто така секој пат кога учествувам во некоја школа, значи во летните школи и во првата зимска школа, добивам голема инспирација. Не за моите часови, затоа што
моментално не предавам македонски, ама за преводи. Значи ви благодарам и за тоа. Така, добро, баш мене е навистина многу драго дека ете зимската школа, односно било која школа, дека ваквите средби ве инспирираат, ви носат добри вибрации. Ти благодарам уште еднаш што издвои навистина време од твоето скапоцено време, од твоето време, бидејќи денеска кај вас е празник и сепак во еден празничен дел ти сепак влезе во делничен кај нас и така. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Да, ти благодарам. И сега после Зофија, како што онака се договаравме, сакам да ја поканам доктор Валентина Седевчева, кој што рековме дека доаѓа од Велико Трновскиот универзитет, меѓутоа сега е лектор, работи како лектор по бугарски јазик на универзитетот во Ниш, значи сега е колешка, како што рековме, и на Даниела и на Моника, бидејќи таму припаѓа. Таа навистина не учествуваше во работата на зимската школа, меѓутоа на молба моја се одзва без, значи рече со широко отворено срце ќе го направам тоа и го преведе, односно преведе дел нешто од Конески на бугарски, така што навистина јас многу се радувам што го имаме Конески на бугарски. Па Валентина, доктор Валентина Седевчева, повели, сакаме да се чуеме теби, да го чуеме Конески на бугарски. Повели. Благодарам. Почитувани домакини и организатори на денешната Вавилонска кула на 11 јазици, ви благодарам за таа трансхотолошка, книжевна и емоционална средба. За мене е многу голема инспирација за преведување, да бидам со вас и да слушнам како сите се инспирирани од не само поезијата на Македонија, туку и од нејната природа, туку и од нејните луѓе, кои што се многу и лубазни и гостопримливи. И еве ја мојот препев на импресија од Конески, која што ја веќе слушнавме на словенечки и турски, Пеперуда. Момиченцето. Мамичко, хванах си Пеперуда пред вратата. Виж я колко е хубава и бяла. Не беше върху някое цвете. Земята. Ей така, на една страна. Събух си на лъмите да не тропам. Пристъпих лека по лека, да не ме чуе, и я стиснах с два пръста. Но тя не запърха с крила като пеперудите в градината, когато ги хваща. Остана си кропка. Мамичко, дали няма да ми се караш, че я убих? Майката. Не, дъще, ти си я съживила. Ви благодарам. Да, и ние ти благодариме. Еве, во неколку варијанти ја видовме таа пеперуга на Конески. Сите нели вака многу емоционално нели не растрепери, така. И пополека се движиме кон крајот. Бевме сега нели во Бугарија заедно со Валентина Седевчева, односно преку тој превод нели на бугарски, значи сега сме во една медитеранска атмосфера и од Црното море, нели преку нели тоа големо Средоземно море, сега ќе се префрлиме на сосема другиот крај на Средоземното море. Ќе одиме нели преку преводот на професор доктор Елена Танасију, кој што иако доаѓа од Соединетите Американски држави, е експерт за шпански јазик и шпанска литература, односно повеќе за јужноамериканската литература и шпанскиот јазик. И ете, ќе се префрлиме да го видиме, да го слушнеме Конески, значи сега медитерански, нели исто како што претходно беше нели преку Бугарија и преку Турција, да го слушнеме нели медитерански преку шпанскиот превод, преку преводот на шпански што го направи Елена Танасију. Па повели Елена. Во интерес на времето, ќе прочитам една пократка песна, значи наместо убавите жени, тајна, само 4 стиха.
Не, убавите жени прочитај ги на шпански. Добро, пошто рече во твојот имейл дека во интерес на времето да видиме што пократки, така да не се... Ама еве, веќе сме при крај, да, мислам дека сме при крај и дека дека е убаво да го слушнеме тој медитерански дух и на шпански за убавите жени на конески, бидејќи претходно пак го видовме преку седенечкиот на Маја. Да, добро, тоа што нема проблем. Сакав да ти дам избор, ама че ми кажеш подолгата, нема проблем. Ok, las mujeres hermosas. Las mujeres hermosas de mi pueblo, ellas marchitaban rápidamente, como la flor de albaricoquero, como la lila de mayo. Oh, injusticia. Ellas les pertenecían a hombres no elegidos. Su pelo enredado en trenzas durante el día, por la noche suelto en el pecho y las caderas. Sus pasos de codorniz pronto fueron parados por un delantal. Su juventud pasaba como el olor del tilo que se lleva el viento. Pronto estaban sentadas en la puerta, con la cabeza inclinada y las rodillas protuberantes, con exhalación imperceptible. Las mujeres hermosas, las mujeres infelices, ellas marchitaban rápidamente, como la flor de albaricoquero, como la lila de mayo. Се најжив. Браво, еве го, нели кон крајот, да, убаво звучи, како велиме дека добар поет звучи на сите јазици добро, дека емоцијата, кога, еве, бидејќи ти ја читаш на шпански, ние сите не знаеме шпански, меѓутоа, читајќи го, нели, твојата емоција, читајќи го конески, се пренесува и врз нас, и така да, навистина ви благодарам на сите, и мислам дека сега ова патување, нели, ќе го заокружиме со последниот превод, значи ја поканувам магистар Марија Думпа, значи сега од Шпанија одиме во Грција. Марија Думпа направи неколку преводи на конески од македонски на грчки. Сега за оваа пригода, за овој настан, таа ќе ни прочита нешто од тие своји преводи, значи едно парче, бидејќи едно што реков сите, со тешко срце одбирате што би прочитале во овој свечен чин на оваа промоција. Така што ете, Марија, повелете, Марија Думпа веќе неколку години доаѓа на семинарот, на летните школи, беше учесник и на зимската, на првата зимска школа, па еве што излезе од тој неизин превод. Повелете, Марија. Здраво на сите. Здраво. Мило ми е што се гледаме. Благодарам. Од записи во проза, питачи. Ζητιάνη. Και έτσι, οδυνηρά, πάρα πολύ αργά συνειδητοποιούμε ότι είναι για μας που ήδη απότομα γερνάμε η αγάπη τόσο πολύτιμη, ώστε διόλου δεν υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί να μας ανήκει. Εάν μια φορά την έχουμε χάσει ή δεν την έχουμε συναντήσει ποτέ. Εμείς πρέπει ακόμη και από τα παιδιά μας να ζητιανεύουμε λίγη στοργή, πιο γλυκό χαμόγελο, ψίχουλα περισσότερης προσοχής, ένα γράμμα σε πιο οικείο ύφος. Εμείς γινόμαστε ζητιάνοι της αγάπης. Συλλαμβάνουμε μόνοι μας τον εαυτό μας με τη σκέψη ότι θα θέλαμε να σταθούμε στη γωνιά πριν το βράδυ, όταν ανάβουν τα φώτα στις βιτρίνες των καταστημάτων και όταν βιαστικά περνάνε οι άνθρωποι. Ελπίζουμε για μια συνάντηση, μολονότι αυτό είναι μια όλος διόλου απατηλή ελπίδα. Благодарам. И ние ти благодариме, Марија. Еве, значи го завршуваме, го заокружуваме ова патување на конески на 11 јазици. Така што еве, да привршуваме ова промоција, бидејќи на крај можеме сите да се расплачеме, полни со емоции. Му благодариме на конески за вистинската инспирација, за големата инспирација. Тој не водеше цели 10 дена во рамките на зимската, на првата зимска школа.
Тој ве инспирираше вас цели 10 дена во рамките на таа зимска школа, но што најбитно е дека мислам дека вашата работа и вашето читање, преведување на конески нема да застане тука и дека очекуваме од вас нови преводи, нови промоции. Ви посакувам убав ден, нели, еве го убав е, се разведрува. Ви посакувам и многу други убави моменти и ви благодарам што издвоивте вистинско време за еден ваков голем настан, а тоа е промоцијата на зборникот Конески на 11 јазици, како одглас, како печат од првата зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ви благодарам на сите. Благодариме.